Ние продолжуваме со Автомагазин, а денеска, како што најавивме, гостин во нашето студио ќе биде господинот Кирил Колемишевски, кој е заменик министер за економија на Република Македонија. Со него ќе поразговараме во врска со субвенционирањето за набавка на уреди за алтернативна енергија во возилата. Господине Колемишевски, срдечно добре дојде и првото прашање се наметнува само на себе. Неодамна донесената уредба предвидува субвенционирање на околу 15 милиони, со 15 милиони денари за вградување на плински, метански или уреди за алтернативна енергија во возилата. На која социјална група и на која група возачи е наменета оваа субвенција? Благодарам пред се на поканата. Министерството за економија алоцираше 15 милиони денари за субвенции на купување и вградување на уред на погон за ТНГ, метан или друг вид на алтернативен вид на гориво за возилата и надоместокот ќе изнесува 50% од вредноста на уредот, но не повеќе од 18.000 денари. Огласот е објавен на 1 ноември оваа година и се уште активен, ќе трае до 2 декември 2019 година, а право на учество имаат сите физички лица, значи правните лица се исклучени, кои се собственици на возила произведени од 2005 година па навам. Господин Колемишевски, тука доаѓа до едно превирање. Зошто да се субвенционираат толку стари автомобили, кои се произведени пред 14-15 години? Тие автомобили више ги исцедиле своите ресурси на функционирање, нормално функционирање. Па така да таквите автомобили се и потенцијална опасност во сообраќајот. Значи, со последните информации со кои што располагаме, во држава се регистрирани околу 410.000 возила, од кои што од 2005 година па наваму се околу 125.000 возила, односно Евро 4, Евро 5 и Евро 6 стандарти. Околу 285.000 возила се исто така регистрирани, кои што се регистрирани пред 2005 година. И за очекување е дека не баш сите возила кои што ќе инсталираат плински уреди, кои што ќе аплицираат во Министерството за економија, ќе бидат баш од 2005 година. Напротив, нашето очекување е дека ќе инсталираат плински уреди во понови возила, а по завршување на огласот, евалуација и проверка на документацијата, Министерството за економија ќе излезе со точни податоци за староста на возилата кои што аплицирале за оваа мерка. Како можат граѓаните и каде треба да аплицираат за овие субвенции? Че огласот е објавен на веб страницата на Министерството за економија, таму се дадени сите услови кои што треба да ги исполнат собствениците на возила, че може да се субвенционира само едно возило по семејство, како што кажав и предходно, 18.000 денари е максимумот, односно 50% од вредноста на вградениот уред и нормално уредот да биде инсталиран во сертифицирани автосервиси. Има една стара крилатица која вели: видете го сообраќајот, знаете каква е економијата на државата. Во нашата држава prosečната старост на возниот парк е околу 18 години. Што можете и што планирате вие како Министерство за економија да ја подобрите оваа ситуација? Ова не е прашање кое што треба да се адресира само до Министерството за економија. Го адресираме до институцијата на државата. Јасно. За промена на ваквата состојба треба да има координиран пристап од страна на владата, од Министерството за економија, Министерството за финансии, Царинската управа и пред се импортерите на возила. Значи, преку диалог меѓу надлежните институции и импортерите на возилата, треба да се дојде до решение преку кое сите засегнати страни, значи тука и државата е засегната страна, импортерите, а пред се граѓаните се најзасегнати од оваа ситуација, ќе добијат најголема корист, односно ќе може да возат најквалитетни возила по најпристапни цени. Тука пред се мислам на политика
која што треба да се креира, преку наоѓање на соодветен модел за одданочување, за царински стапки на возилата, за одредени бенефиции кои што собствениците на новите возила би ги користеле, а тука пред се треба да се обрне внимание на увозот на електрични возила и возила на хибриден погон. Значи има пракса из Европска Унија каде што собствениците на електричните возила или собствениците на возилата на хибриден погон уживаат соодветни бенефиции, како бесплатен паркинг, како бесплатно поминување низ центарни зград, не плаќаат патарини и така натаму. Значи тоа треба да се најде соодветен модел како тие возила, бидејќи сепак не се тоа ефтини возила, како тие возила ќе бидат малку подостапни за македонските граѓани, а во исто време да се направи соодветна стратегија за измена односно на промена на возниот парк, односно намалување на таа средна старосна граница по возило до 18 години. Со истото тоа, дозволете со истото тоа, значи оваа политика исто така треба сериозно да се позанимаваме, бидејќи сообраќајот е еден од главните загадувачи пред се во главниот град, и нормално дека старите возила загадуваат повеќе, така да со соодветни стимулации за купување на нови возила, претежно на електричен и на хибриден погон, мислам дека на еден среден рок сериозно ќе се реши тоа прашање. Дали мислите дека ова условно речено елитистичка решение, бидејќи и електричните возила се елитистички производи, бидејќи чинат многу пари. Но, ако се има субвенции за хибриди кои стануваат се попопуларни и во Македонија и со цена, тогаш можеби би можело нешто повеќе да се направи, чинам. Значи, да не ме сватите погрешно дека, бидејќи ги спомнав електричните хибридните, дека мислам само на субвенции за тие возила, нормално дека треба да се размислува за субвенции и на бензински возила, кои што нели чинат и поевтино, но сепак пак треба да се донесе соодветна стратегија од сите засегнати страни, за да се добие адекватно решение каде што буквално секој граѓанин на нашата држава ќе може да добие ново возило по пристапни цени. Тука треба да се јави државата како креатор на тие политики, а во исто време да се алоцираат буџетски средства за евентуално субвенционирање и помош на граѓаните за да купат нови возила. Ви благодарам на учеството во Автомагазин, ви благодарам на позитивните вибрации кои ги пренесовте до нас по прашање на идната легислатива и во кој смер ќе работи Министерството за економија во следниот период.